Почитувани граѓани, почитуван министер, колеги пратеници, да се дебатира за буџетот на државата, во суштина значи да се дебатира за сите политики на владата и да се предвиди известноста што ќе се случува или што владата сака да направи во 2016 година со парите на даночните обврзници, односно граѓаните на Република Македонија. Господине министер, дебата за буџетот ќе добиете, но поддршка нема да добиете, барем од опозицијата. Ова ви го кажуваме затоа што и овој буџет, како и сите буџети наназад кои што сте ги предлагале во Собранието на Република Македонија, има само една константа, а тоа е да расте се повеќе и повеќе. И оваа година го срушивте рекордот, надминавте 3 милиарди евра и буџетот за 2016 година тежи 3,2 милиарди евра на расходната страна. Ке се сложиме, господине министре, дека тоа чоколадо кое што сакате да го соберете во форма на буџетот за 2016 година не можат да го сготват ниту граѓаните, ниту стопанството, меѓутоа вие го имате волшебното стапче или состојка која што се вика земи си кредит. И затоа буџетот за 2016 година е нереален, неразвоен, буџет кој што длабоко ја пика раката на владата во џебот на граѓаните на Република Македонија за да извлече што повеќе пари, длабоко ја пика раката на владата на сметките на компаниите за да им земе што повеќе пари и при тоа тие пари не да ги потроши за развој, туку да ги потроши за разни непродуктивни расходи кои што за жал и во овој буџет, господине министер, колега пратеници, не сте во состојба да ги надминете и да ги отстраните од буџетот. Меѓутоа, прво околу реалноста на буџетот. Господине министер, предвидувате раст на БДП од 4%, при тоа велите дека тој раст ќе се темели на градежништвото од 5,6%, на индустријата од 3,8%, на услужниот сектор од 3,6%, на земјоделството од 2%, на бруто инвестициите од 7,5%, на приватната потрошувачка од 2,7%. Каква ви е сега состојбата? Заклучно со вториот квартал. Земјоделството наместо да расте 2%, ви е у минус 2%. Бруто инвестициите наместо да растат 7,5%, во вториот квартал ви се минус 7,6%. Приватната потрошувачка на граѓаните наместо да расте 2,7%, расте само 2%. Индустријата, која што предвидувате да расте 3,8%, за првите 8 месеци пораснала само за 1,7%, или ако сакате еден податок, во однос на 2005 година, базична, која земеме, пораснала за 1,2%. И вие на овие нереални податоци или трендови досега велите БДП во 2016 година ќе расте 4%. Тоа, господине министер, не е реално и тешко е остварливо. И затоа вие продолжувате со праксата да креирате високи растови на бруто домашниот производ со една единствена цел – да ви биде буџетот голем, да може да земате што повеќе пари, да може да го полните врз база на такви нереални проценки. Впрочем, еве и во 2015 година за првите два квартала просечниот раст на бруто домашниот производ ви е 2,9%,
а имате планирано 3,5%. Ве повикувам, ги знаете податоците и по-добро од нас, ги имате и побрзо, ќе се остварили 3,5% на крајот од годината. Дали ќе ви се оствари планираниот раст? Велите, ќе имаме дефицит од 3,2% во 2016 година. Господине Ставревски, овде има фискалната стратегија на владата за 2013-2016. Сами сте си ја донеле, за жал не сакате да ја носиме во собрание, сте предвиделе тоа во оваа година дефицитот да биде 2,6%. Зошто се откажавте од таа проекција? Зошто не го намаливте под мастрихтските критериуми оваа година? Зошто ви се 3,2 милиарди евра? Затоа што доаѓаат избори? Треба популизам? Еве, ова е фискална стратегија на владата 2013-2016. И после нормално па си ја носите 2014-2017 и си пишувате колку ви одговара. 2016 дефицитот ќе биде 3,2%. Ама тоа не е реално. Вие може утре наредната година пак ќе донесете, ако оваа година го надминете дефицитот, пак ќе си речете, ај до година пак ќе биде 3,2%. Тоа не е сериозен однос према парите на граѓаните. Секој дефицит значи нови кредити, ново задолжување на Република Македонија. Зошто, господине Ставревски, го споредувате остварувањето на буџетот за 2015 година со ланската година? Зошто не го споредувате со проекциите за оваа година? Зошто не кажете колку ви се оствариле даночните приходи заклучно со август оваа година? 62,4%. При тоа ДДВ ви е остварен само со 61,4%. Дали мислите дека до крајот на годината ќе го остварите оноку колку што е планиран? Понатака капиталните расходи заклучно со август ви се реализирани 46%. И затоа, дефицитот ви е реализиран со 63,5%. Ако ги споредиме овие податоци, вие во делот на оваа година на полнење на буџетот имате послаба реализација. И не е соодветна на она што треба да изнесува за месец август. Ќе ги земеме податоците и од претходните години и ќе можеме да видиме дали е реално или не е реално. Зачудува зошто зборувате за 2014, не зборувате за остварување на буџетот 2015 оваа година. Ги имате податоците, ги кажавте од септември, ќе ги објавите сега кога е таму законскиот рок за месец октомври. Господине министер, велите добро е што македонската економија е жилава. Ја тој економски израз не сум го слушнал. Жилава, тоа значи, не знам, дека ја што може да истрпи удари, може да се растегнува. Значи, треба, ако ви е целта ко влада, македонската економија треба да биде конкурентна. Да биде жилава, тоа значи дека вие можете со незе да правите што сакате. Да ја пишувате казни, да изимате повеќе пари во буџетот од тоа што е потребно, за да може, за да се однесувате спрема македонската економија, ќе биде добро кога ќе кажете дека македонската економија е конкурентна. А тоа дека е жилава, тоа е жилава. И за цела среќа граѓаните и стопанството морат да го полнат овој буџет кој што е извонредно голем и кој што тешко ќе се наполни за 2016 година. Сакам да ве прашам, господине Ставревски, зошто и оваа година си ги зголемувате ставките во буџетот кои што значат дискреционо право на трошење на владата? Договорните услуги ги зголемувате за 26 милиони евра. Разни трансфери за 17,6 милиони евра.
буџетот на владата го зголемувате за 1,7 милиони евра. Зошто? Нели се доволно споменици на зградата на владата? Дали треба уште споменици да наредите таа зграда, па да нешто се задоволи тој апетит од ставање споменици? Службата за општи и заеднички работи го зголемувате буџетот за 5,9 милиони евра. Се на се, оние програми, господине Ставревски, кои што значат изградба, реконструкција на згради, на владини органи и административни згради, изградба на плоштади, на купување на возила, на економска промоција, на економски маркетинг, знаете колку тежат во вашиот буџет? 60 милиони евра. 60 милиони евра ќе си трошите за зградички, за административни згради, за влада, ќе си купувате возила за 2,5 милиони евра, плоштади ќе си трошите 3 милиони евра. Сега, ако е ова целта на развојен буџет, ја навистина не знам што повеќе граѓаните да очекуваат. Кога ќе престанете со овие непродуктивни трошења на парите? Колку згради треба да направи оваа влада, административни и владини, за да вие се задоволите и да кажете сега ни е удобно. И сега имаме добри фотели и канцеларии и можеме да владееме. Која е целта на овие скапи згради? Тоа што го кажувате како оправдание да не сте плаќале кирија, да имавте барем малку чувство за трошење на народните пари, немаше зградите да ви чинат по 10-15 милиони евра. Тоа се вика не домакинско однесување со парите на граѓаните на Република Македонија. А од друга страна, господине министер, колку ја поддржувате македонската економија? Еве ќе ви кажам податоци. За поддршка на мали и средни предпријатија сте одвоиле во наводници неверојатни 8 милиона и 610 илјади денари. 150 илјади евра. За поттикнување на вработувањето сте одвоиле 537 милиона 620 денари. 9 милиони евра. А за згради, за реклами, за пропаганда 60 милиони евра. И сакам тука да не заборавам, еве и Агенцијата за поддршка на предприемништвото, каде што сте одвоиле неверојатни и тука во наводници 4 милиони денари. И како ќе развивате вие домашната економија? Како ќе мислите со овие пари да се развие домашната економија или малите и средните предпријатија? Од друга страна, сакам да ве прашам, господине министер, испаднете. Колку е државната помош за Джонсон Мети? Колку е државната помош за Кромберт и Шуберт? Колку е државната помош за Маркард во Велес? Па да ги споредиме овие цифри за мали и средни предпријатија дома, а колку давате на странските компании? Сакам да ве прашам, имате ли податок колку е просечната плата во странските компании во Република Македонија и колкава е таа во однос на просекот на платата еве во Република Македонија? Во Република Македонија, почитувани граѓани, просекот е 22.000 денари. Околу. Колку е во странските инвеститори? 15.000 денари, 12.000 денари, а се фалите со нив цело време. Кажете ги бројките. Ван Хол испадна и ви кажа 17 милиони евра сме добиле државна помош од владата. Изгора на се, да не беше Македонија, фирмата ќе ни пропаднеше.
Значи, толку е јака наша држава, ја спасува Белгија, ама тоа значи со туѓи пари лесно е да ги даваш. Тоа значи жилава економија. Сакам да ве прашам, господине Ставревски, дали во буџетот имате, ова е малку надвор од економијата, дали имате предвидено пари за специјалното јавно обвинителство? Овде во буџетот на јавното обвинителство имате зголемување само од 950.000 евра. Каде во буџетот се предвидени парите за работата на специјалната јавна обвинителка? Дали ги имате во некоја друга ставка, дали ги немате во некоја друга ставка, или дали планирате да го кочите работењето на специјалниот јавен обвинител? Јас не успеав да ги најдам, меѓутоа се надевам дека вие ќе ми кажете каде се тие пари. За развој на енергетиката, од друга страна, да се вратиме на економските теми, имате само 21 милион денари. Со вакви програми за помош на домашната економија, а за субвенционирање на странските компании, господине Ставревски, Македонија станува колонија. Македонските работници стануваат робови на странските инвеститори. Ние стануваме земја каде што лесно се експлоатира работната сила и од која ќе се заврши со државната помош, тие се заминуваат. Тоа е не домакинско и нерационално трошење на парите на даночните обврзници и на македонското стопанство. Само ќе ви кажам дека ако не престанете со оваа политика, ние се повеќе пари ќе одлеваме во странство, бидејќи ниту една од странските компании, еве може и тука ќе дебатираме, да ми кажете која ја реинвестирала добивката во Република Македонија. Джонсон Мети оствари минатата година, ако се сеќавам добро, 56 милиони евра добивка. Колку од тие пари остана у Македонија? Или си ги изнесе кај мајката, кај фирмата мајка? А колку му дававте помош? Сакаме тие работи да ги знаеме. Што се однесува понатака и за она што значи популизмот на власт, ќе се осврнам на една работа. Првата работа е дупката во фондот за пензијско инвалидско осигурување. Господине министер, во 2006 година трансферот на пари од буџетот кон фондот бил 9 милиарди евра. 9 милиарди денари, се извинувам. Оваа година трансферот е 26 милиарди 44 милиони 827 милијади. Неверојатни 426 милиони евра давате од буџет кон фондот за ПИО. Како мислите да се справите со овој проблем? Вие може да снимате реклами и да се фалите дека и качувате пензиите, што е добро, за да останете на власт, меѓутоа вие тие пари ги немате. Ги немате. Ги нема ни буџетот, ни државата. Вие сакате да ги купите гласовите на пензионерите со тоа. И при тоа не водите сметка ниту за фондот, ниту за долговите. Зимате кредити само за да исплатите пензии. Бидејќи времето ми изминува, да завршам. Почитувани граѓани, и со овој буџет владата се скрои големо чоколадо. Меѓутоа чоколадото ќе го јадат владините функционери, за граѓаните ќе остане хартијата. И затоа овој буџет нема да добие поддршка од опозицијата. Благодарам.